Расте бројот на децата во предучилишна возраст кои имаат проблеми во говорот, речиси секое второ дете или тешко зборува, пелтечи или пак лошо ги изговара гласовите. За жал, недостасуваат логопеди во Струмичкиот регион за отстранување на пречките во говорот. Во здравствениот дом во Струмица има само 2 логопеди кои работат на товарнат фондот за здравство. За жал, ние сме 2 логопеди во здравство. И тоа покриваме Струмица, Гевгелија, Радовиш, Валандово и Берово. Па сега, значи, сме многу малку и не можеме да ги покриеме и задоволиме потребите. Плюс тоа имаме недостаток на логопеди и дефектолози во градинките, во школите и затоа овој проблем е се почест. Значи, нема каде да се обратат овие деца. За жал, бројките се поразителни. Значи, општо речно, ако во една група има 20 деца, од 20 деца можам да речем дека 18 се говорни проблеми. Од кои 10 со сериозни говорни проблеми и за тоа ниту се зборува, ниту се обраќа внимание, едноставно и свеста и културата за овој проблем е се уште многу мала. Логопедот Марија Настева Джекова смета дека треба да се воведат задолжителни логопедски прегледи во раниот детски развој. На тој начин ќе им се помогне и на загрижените родители и на самите деца. Што сметам дека соседните земји овој проблем го решиле со задолжителен логопедски преглед. Значи, мислам дека и кај нас треба да се воведе ваков задолжителен преглед. На која возраст сметате? Јас лично сметам дека уште по една година треба да се увиде. Значи, овде логопедот не значи дека треба само да увиде дали комуникативниот и говорниот развој е правилен. Значи, ние овдека можеме да детектираме и многу посложени пореметови, како што се аутистичните пројави. 20 логопеди што работат во здравствениот дом во Струмица ги покриваат и општините од Гевгелија до Радовиш, со што сметат дека треба да се ангажира дополнителен кадар за отстранување на проблемите во говорот кај децата во предучилишна возраст.